Го сакам Кавадарци, серијал на емисии во кој што ретроспективно прикажуваме се она што е сработено во изминатиот период, а целта е да добиеме поубаво место за живење. Токму во таа насока ќе биде и ова издание на емисијата Го сакам Кавадарци, ќе го представиме работењето на секторот за локален економски развој при општина Кавадарци. Сашко Мошев е помошник раководител на овој сектор. Благодарам што прифативте да бидете дел од овој серијал на емисии. Благодарност до вас, што ќе можеме да ја образложиме накратко работата на сектор за локален економски развој во изминатите 3,5-4 години. Така, Советот на општина Кавадарци редовно усвојува годишна програма за работење на секторите. Тука е вклучен и секторот за локален економски развој, програма за 2021. Ајде да го представиме, да ја представиме личната карта првен на овој сектор за локален економски развој. Да, значи активностите на сектор за локален економски развој се утврдени согласно програмските цели во годишните програми, кои пак што програми се усогласени со долгорочните национални стратегии на државата, како и со стратегиите на Вардарскиот плански регион. Сите проектни активности што се реализираат од страна на секторот за развој се насочени кон зголемување на буџетските приходи, дали се тоа со средства од домашни агенции или министерства, така и од меѓународни организации и агенции кои се присутни во Македонија. Сите овие проектни активности обезбедуваат, се насочени кон обезбедување на континуиран одржлив развој, како и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на општина Кавадарци. Секторот е активен, често се добиваат проекти кои што потоа се реализираат и од страна на другите сектори во рамки на општината. Кои се оние полиња каде што нели се обезбедуваат средства за реализација на проекти? Значи најголем дел од грантовите кои што ги добиваме се опфатени во подобрување на инфраструктурата, но овдека не изостануваат и проекти кои се насочени кон подобрување на енергетската ефикасност, во делот подобрувањето на инфраструктурата, во делот на образованието, намалувањето на има проекти за намалување на аерозагадувањето, грантови за подобрување или подигнување на капацитетите за развој на невладиниот сектор, подобрување на соработката помеѓу граѓанскиот сектор и локалната самоуправа, така да се опфанати голем број на грантови кои што, како што кажав, придонесуваат за подобрување на квалитетот на нашите граѓани. Така, што е она конкретно што можеме оваа година да кажеме дека е дел од она што го сработивте и веќе ќе има реализација во следниот период? Вака, во делот на инфраструктурата, во соработка со Светска банка, кој што има објавено редовни огласи за грантови, тие сите средства се администрираат, дел се администрираат преку Министерството за финансии, дел се администрираат преку Министерството за транспорт и врски. Преку Министерството за финансии имаме реализирано проекти ќе напоменам неколку, за проект за реконструкција на коловоз и улици и булевари во општина Кавадарци. Тоа беа офанати улиците и булеварите Цана Попристов, Пана Мударов, Едвар Кардель, Мошо Пијади и Цветан Димов. Вкупната вредност на овој проект беше 50 милиони денари. Потоа имаме реализирано проект за реконструкција на потегот Аладно Долче до Крњево во должина од 1600 метри. Овој проект беше со вкупна вредност од 15 милиона и 500 денари. Исто од Светска банка имаме реализирано проект за реконструкција на водоводни линии и одведување на атмосферска отфеклна канализација за улиците Клинска и Методија Џунов Џикот во висина од 15 милиони денари. Реконструкција на улица Тиквишково стани во висина од 4,5 милиони денари. Во сите овие проекти и општина Кавадарци учествува со сопствени средства како еден од критериумите за една општина да биде поконкурентна од другите или останатите општини. Во делот на исто на подобрување на инфраструктурата од страна на проектна канцеларија за локална и регионална конкурентност, добивме грант средства во висина од 38 милиони денари, кои што 8 милиони денари се од општина Кавадарци. Тоа е проектот за реконструкција на локалниот пат до Михајлово, кој што проектот се уште во тек. И
имаме таму реализирано и 3 влезни портали кои се постави на сите 3 влеза во нашата општина. Сега, моментално, кој е актуелен проект кој што го работиме преку Министерството за транспорт и врски, тоа е проект за реконструкција на локални патишта во вкупна вредност од 76,5 милиони денари. Овдека се опфанати 6 улици. Во првиот повик, во што треба да започне веќе наредната недела со реализација, ќе бидат опфатени улиците Илиденска, Пионерска и Браќа Џунови, додека вториот повик се Западен булевар и Дисанска, но тие повици од етапна од страна на Министерството за транспорт и врски. Во делот на реализација на грантови од страна на странски фондации или кои се присутни во нашата држава, би ги напомнал соработката со UNDP и Швајцарската развојна агенција, кои што ни доделија грант во висина од 2 милиони и 700 денари за реализација на проектот за подигнување или подобрување на безбедноста во детската градинка Рада Поцеве, каде што извршивме оградување на 4 клона на градинката, заедно со поставување на ново лето осветлување и поставување на во 2 градинки поставување на дрвени играчки кои се наменети нели за најмладите. Исто преку овој грант се обезбедија средства за опремување на салата за состаноци на Советот на општина Кавараци, заедно со опрема за озвучување и видео надзор, во кој што ќе можеме да ги следиме сите седници, граѓаните ги следат сите седници онлайн. Од страна на канцеларијата на UNDP, исто така во делот на енергетската ефикасност, добивме средства во висина од 90.000 денари за подобрување на енергетската ефикасност во земјоделскиот шумарски ученицен центар Ѓорче Петров, каде што ја променивме надворешната фасада со нова термоенергетска фасада, промена на внатрешното лето осветлување и промена на подовите. Тој проект веќе е завршен, реализиран во целост. Од страна на Европската унија во соработка со UNDP добивме средства во висина од $120,000 за подигнување на капацитетите за невладиниот сектор, во кој што заедно со граѓанскиот сектор на еден транспарентен начин ги одредувавме приоритетите во кои што тие би делувале во тој период во кој што би се реализирал грантот. Овдека имавме објавено 3 повици во кои што имаше доста заинтересираност за овие средства и тој проект исто е во целост реализиран. Од страна на Шведската агенција за развој и реализираме проект во висина од 1.800.000 денари за изработка на техничка документација за водовод и за канализација од потегот од 12 другари до Мокличката воденица. И тој проект е уште во тек, тендерската постапка се распишува од страна на UNDP и би требало да заврши, мислам дека за отприлика 1 месец. Соработката исто секторот за развој ја продолжува, ја остварува заедно со владата на Македонија, кој што ги распределува своите буџетски средства по своите агенции, по своите државни агенции. Со бирото за регионален развој и реализирано проекти за изградба на фекална канализација во село Раес во висина од 3.700.000 денари. Имаме изработено техничка спецификација за кејот на реката Луда Мара. Со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој имаме реализирано исто така низа проекти. Пред 1 месец заврши проектот за водовод и канализација во село Сопот во висина од 17 милиони денари. Потоа изградба на велосипедска пешачка патека од 12 другари до Могличка воденица. Изградба на колекторот на реката Луда Мара во висина 18 милиони денари. Исто така во делот на аерозагадувањето кој што повици ги распишува владата, до сега имаме реализирано средства во висина од 7,5 милиони денари. Тие се најчесто проекти насочени во делот на образованието, за промена на врати и прозорци, промена на кровови. Еве сега од последниот повик добивме 18 клими кои што беа наменети за основното училиште Димка Тангел од Гајберот во Ваташа. Овдека
Исто би спомнали соработката со регионот, односно со Вардарскиот плански регион, како ние како општини сме нели основачи на тој регион, така да можеме да користиме средства според програмата за равномерен регионален развој и од регионот. Таму искористивме дел од средствата за изградба на втората фаза од проектот за велосипедско-пешачките патеки, висина од 17 милиони денари. Изградба на скейт паркот, овисена од 9 милиони денари, изградбата на винската куќа, во износ од 9 милиони денари. Сега моментално се работи на извана кејот од потегот од мостот Слога до Силекс. Тој исто проект е преку Вардарскиот регион, ама тој во износ од 23 милиони денари, од кои што поголемиот дел, поголемото учество, односно на 18 милиони денари се од страна на општина Каваци, додека останатите средства, околу 5 милиона денари се од страна на Вардарскиот плански регион, кој што исто ги обезбедува преку државните агенции. Со средства од Вардарскиот регион резервме дел од Северен булевар, односно потегот од хотел Фени до потегот со новата болница, кој што беше во износ од 11 милиони денари. Во делот, би напоменал исто така, во делот на воспоставување на социјални услуги, пред некој ден подпишувме договор со Министерството за труд и социјална политика, во кој што за прв пат во општина Кавац се воспоставува една постојана услуга, односно помош на стари изнемоштени лица во домашни услови, кои што ние ќе бидеме како ние подпишуваме, општина Кавац подпишува договор со Министерството за труд и социјална политика, додека Црвениот општинска организација на Црвен крст се јавува како давател на услугите, кој што во овие 18 месеци ќе изврши воспоставување на сите потребни услуги кои што ќе треба да се реализираат и за цел да им се помогне на сите оние кои што сите стари изнемоштени лица на кои што им е потребна помош во домашни услови. Работиме исто со проекти во делот на образованието за подобрување на нивната инфраструктура. Во овој период имаме поднесено вкупно 8 проекти, од кои што 2 се веќе одобрени. Тоа се проекти за основното училиште Тошо Велков Пепето и Кирос Панчев Брко, додека останатите 6 проекти ги чекаме да им заврши цела тендерска процедура за да знаеме што од тоа што имаме поднесено би влегло во нивниот буџет. Исто така, општина Кавац секоја година распишува и јавни повици за грени тела и велосипеди, во кои што има голем интерес и за тоа до сега имаме издвоено средство овисено од 8,5 милиони денари. Работиме и со Агенцијата за вработување, во кој што секоја година се распишуваат јавни повици за јавни работи, се наменети за лица со ниски квалификации и тие се најчесто им се распишуваат јавни повици за озеленување, за делови од градот во кој што е потребно за озеленување или пометување на јавни површини. До сега имаме и таму искористено средства во висина од 400.000 денари. Исто од страна на Агенција за вработување и UNDP имаме реализирано проект за општо корисна работа. Тоа е сличен со овој проектот како што е со Министерството за труд и социјална политика за обезбедување на услови на лица со посебни потреби и на лица кои што не можат самостално да си ги извршуваат своите работи. Таму континуирано добиваме секоја година од нив грант средства и до сега имаме реализирано некаде околу 2 милиона денари, но тоа се краткорочни проекти кои што траат од 6 до 9 месеци, додека со останатиот проект од Министерството ќе имаме една перманентна услуга која што ќе се имплементира во нашиот град постојано во наредниот период. Се тоа во суми кажано значително го подобрува финансискиот дел во буџетот на општината, а со тоа се подобрува и сликата во повеќе објекти за кои што говоревме. Можеме ли, господине Мошев, да направиме споредба
ова 2021-2020 година се реализирани голем број на проекти. Како е со минатите години? Има ли напредок во работењето, во обезбедувањето на повеќе проекти, одобрувањето, меѓутоа треба службите и да ги подготват овие проекти што поуспешно, за да оние странски фактори кои што донираат треба и да видат издржани проекти. Да, значи ние како општина, како сектор за развој, нормално секогаш сме подготвени со проектна документација за да бидеме поконкурентни во однос на другите општини. Граничалните совет од сега се расположени за сопствено учество или кофинансирање на овие проекти. И нормално бројот на проекти се зголемува од година на година и со тоа се зголемуваат и буџетските приходи од страна на секторот и нормално споредбено повиците и проекти кои се реализирале од претходните години со овие има големо зголемување на повиците и со тоа се зголемува и обемот на работа на секторот за развој. Што е наследно што го планирате како сектор, а исто така ќе биде во оваа насока да се подобрат условите за живот на Кавадарча? Согласно програмите од меѓународните институции и од домашните агенции и министерства, сите проекти за воиднина се насочени кон поздрава животна средина, односно проекти со намалување на стакленичките емисии. Тоа се пример проекти за введување на искористување на обновливи извори на енергија. Ние веќе подготвуваме некои проекти како што се пример би напомнал еден проект за поставување на фотопанели на сите јавни институции, со кои што би сакале тие институции сами да се произведуваат енергијата со цел да си направат заштеди во своите буџети, а со тие заштеди да можеме да реализираме и некои други проекти. Се размислува и тоа да се оди како идеја на сектор за развој паметно Кавадарци или Smart City, во кој што тоа е да опфаќа повеќе сектори од делот на животна средина, делот на образование, делот на паметно улично осветлување, кој што веќе проект го има општината реализирано, но би можеле сите сектори да се надоградат се со цел да имаме заштеди на годишно ниво, кој што, како што кажав, сите средства кои што ги заштедиме ќе можеме да ги пренамениме за други проекти со цел развој на градот. Во главно така би се движеле наредните 4 години согласно сите програми кои што излеваат. Господине Мошев, значи предстои уште напорна работа, уште проекти кои што ќе се реализираат, а целта е, нели рековме, поубаво Кавадарци кои што сите го сакаме. Да. Еве само би напоменал за крај дека општината спроведува еден проект кој што е наменет за лица до 18, оние што сега ќе полнат 18 години, тоа е книга Го сакам Кавадарци. Внатре се опишени сите факти за општината, значи од пред 100 или 200 години од самото основање на градот па се до денешно време, фактички цела модернизација на нашиот град, на кој што ние како општина им носиме подароци, поклон книга внатре со сувенири од општина Кавадарци за сите оние лица кои што полна 18 години. Цел е да се запознаат со сите оние природни убавини и сите оние ресурси што ги има нашиот град. Ви благодарам што бевте дел од овој серијал. Благодарам. Успешна работа. Благодарам. Општина Кавадарци и Тиквешкиот регион изобилуваат со потенцијал за развој на вински туризам, а општината во изминатите години токму работи во таа насока. Промоција на се она што е туристички потенцијал, се со цел да привлечеме што повеќе посетители во општина Кавадарци. Што работи општината во насока на ова понуда кон туристите, кон посетителите на Кавадарци? Во наредните минути ќе говориме со Крсте Соколов, раководител на секторот за туризам при општина Кавадарци. Тиквешијата има богата приказна кога е во прашање винската понуда, меѓутоа имаме и доста културно наследство кое што треба да биде видено и да биде дел од понудата. Ќе почнеме каде се семејните винари во приказната
туристичка понуда на општина Кавадарци, па и на регионот? Пред се, добар ден. Семејните винари од секогаш биле присутни во Кавадарци. Секоја втора куќа има визба. Претежно се произведува ракија и вино. Но тоа во овие неколку години се промени и тие мали семејни винари кои што се мали визби на самите производители зазедоа сосема друг правец. Односно веќе прераснаа во мини семејни винари или бутик винари кои што се спремни да примат туристи. Модерниот туризам налага активен туризам. Луѓето се повеќе сакаат да запознаат што повеќе во местото каде што се и да се запознаат најповеќе со традицијата на самото место каде што се и да го видат се она што луѓето во тој регион или место имат да понудат. Малите семејни винари формираа здружение, Тиквешки семејни винари, и заедно со уште едно здружение Винотек од Кавадарци активно се вклучени во делот на промоција и брендирање на винариите под псевдоним, под називот Тиквешки. Зошто Тиквешки? Затоа што се мисли на целиот регион. Самото здружение Тиквешки семејни винари е насочено кон промоција на самите винари, кон производството на вино, кон зголемување на квалитетот на произведеното вино, доколку другото здружение е повеќе за винската култура и начинот на дегустација и презентација на виното. Би се осврнал дека во последните неколку години локалната самоуправа на иницијатива на градоначалникот се вклучи во партнерски однос. Тоест се вклучи во тоа дај да слушнеме што другата страна сака, што другата страна има потреба и која е визијата на другата страна за иднината. За волја на вистината, од семејните винари овој така наречен предизвик беше прифатен како долго очекуван момент, каде што тие луѓе би си ги кажале своите барања и идеи и во иднина својата екзистенција ја гледаат именно во тој семеен бизнис, кој што им гарантира, нели, како продажба на виното, така и посета на како домашни, така и странски посетители. Покрај тоа, за наше огромно задоволство, некои од нив решија да отидат и чекор напред со изградба и на сместувачки капацитети, и со производство на првото органско вино од првото вино од органско грозје, што нас полека не става на пиедесталот на општини кои што имаат богата понуда, да не речам веќе во регистарот на Министерството за подрачното Министерство за земјоделие има регистрирано над 50 мали семејни винари и тој број секојдневно речено расте. Така да тука би нагласил дека локалната самоуправа излезе во пресред на нивно барање да се отвори винотека, која што овие винари би имале место каде што би го изложиле своето вино, би имале историјат за нивното вино, би се направила дегустација. Тој објект е спроти првиот триаголник во Кавадарци и сите љубители на виното ќе имаат можност на едно место да ги видат сите семејни винари и да дегустираат од нивното вино. Втората, условно кажана, промоција нивна е преку Винскиот музеј кој се наоѓа во градскиот парк, каде што таму е насочен делот на традицијата, производството и промоцијата на регионот како вински регион, каде исто така се застапени и можат да организираат некаков вид на манифестации кои што се поврзани со виното. Значи, генерално кажано,
во последниве 3 години се направи толку многу колку што не се направило во изминатите, да не бидам како да кажам премногу критички насочен, 30 на можеби 40 години. Меѓутоа работите почнаа, се одвиваат во овие 3-4 години. Покрај ова што го говоревте со семејните винари, општината работеше и на означување на туристичката понуда на градот Кавадарци и на околината. Се постави сигнализација која што ги бележи угостителските објекти, локалитетите и се она што е дел од понудата на Кавадарци за привлекување на туристи. Зошто се постави таа сигнализација? Таа сигнализација е практика во секаде во светот. Ние си го знаевме потенцијалот кој ни е на нашиот град и сигнализацијата има намера како гостин, доколку сте во Кавадарци, пред се да знаете што да, доколку барате нешто да ви покаже каде е. Се поставија 463 патоказни знаци на 46 столба кои ги означуваат болница, менувачница, ресторани, сите културни одбележја на градот, спортски терени, кои што имаат за цел на посетителите да им посочат во која насока да се движат во градот и колку е тоа далечено од местото каде што тие се во моментов. Примерно кажувам, доколку се во централното градско подрачје и сакаат да го посетат паркот во Кавадарци, пишува дека тоа е далечено 1 километар од централното градско подрачје. На раскрсницата кај долу Тобакото, кај што се Тобаката, пишува дека се веќе на 800 метра. Значи, го водиме посетителот до самото место со означување на место. Оддалеченоста, да. Покрај, нели, таа сигнализација во наредниот период, во соработка со Вардарски плански регион и неколку општини од Франција, сме во проект кој што ќе направиме сигнализација во селата во Кавадарци, во сите села, каде што ќе има ставено еден вид на рекламно пано, на кое што ќе има мапа на самото село и ќе бидат одбележени сите оние места кои што се наоѓаат во тоа село. Чешма, црква, некаков културен споменик од минатото или споменик на природата, се со цел на самиот посетител да му доловиме дека во тоа место, доколку е гостин, поминувач било како, има нешто каде што може да го погледне и да го види. Модернизацијата на технологијата ја следи вашиот сектор, а тоа беше и повод да се изработи виртуелен музеј на културното наследство. Сигурно за пошироката јавност еве да објаснеме што е тоа и каква е целта на ова што го изработивте, а би рекол тука дека со еден клик од компјутерот може да го прошетате целиот дел на Кавадарци. Не само на Кавадарци, на општина Кавадарци, во нејзините географски димензии. Значи, проектот виртуелен музеј на културното наследство, пред се, првата фаза беше заштита и дигитализација на културното наследство. Сите споменици на природата, сите цркви и манастири, вклучително и џамијата во Кавадарци, потоа се она што предизвикува некаков интерес, се става на дигитална платформа и е во 3D изработка, каде што вие, доколку сте во комфортот на вашиот дом, можете виртуелно да се прошетате низ, да земеме пример, да го земеме пример манастирот Свети Ѓорги Полошки. Вие можете комплетно да го прошетате на ист начин како да сте таму.
Тоа го дозволува и виртуелната технологија преку VR очилата, кои што буквално ве ставаат на лице место. Зошто тоа се направи? Модерниот турист не сака повеќе да наседнува на јамки, каде што има прекрасни фотографии од некакво место, а кога ќе отидете на самото место, едноставно се разочарувате. Ние со ова целиме да го фатиме чекорот со светските туристички места и да му предоточиме на посетителот дека тоа што ќе го видите тука ве очекува и на самото лице место. Овој проект не завршува тука, значи со реализацијата. Целта е на овој проект да се вклучи понатаму и бизнис секторот. Значи таа онлайн платформа нуди можности да посетителот има комплетно достапност на кавадарци во комфортното на својот дом. Пример, да речеме дека некои од покрај рестораните, кафетериите, баровите, ноќните клубови, нели како угостителски објекти, тука зборуваме и за бутик, зборуваме и за златара, зборуваме за се она што го карактеризира градот. Буквално посетителот ќе може да влезе во самиот музеј, во самиот објект, да го разгледа, да си направи некаква визија за самиот објект и доколку нели има некаков интерес или било што, кога е во градов, го посети тој објект. Целта е што повеќе да им олесниме на посетителите, кога би биле во градот, едноставно да знаат каде точно се наоѓа било што и да му го олесниме престојот. Ова, доколку бизнис секторот го прифати да се вклучи во проектов, би било супер, но со тоа автоматски добиваат светска промоција, каде што без разлика дали се работи за гостителски објект или бутик, целиот свет ќе може да го види. Така. Што е следно од општината е во насока на промоција на туристичката понуда на општината, привлекување на туристи и секако промоција на целиот овој регион? Набројавме неколку работи. Не го спомнавме Тиквешкото езеро како нешто кое што представува магнит за туристите. Јас би искоментирал во цела пандемија од вирусов, Тиквешкото езеро ланската година доживеа невиден бум, затоа што луѓето едноставно нема избор и мора да ги посетат местата низ Македонија, каде што нели едноставно да го искористат својот годишен одмор. Тоа предизвика не само во Кавадарци, туку на ниво на држава да ние се запознаеме со многу места што претходно не сме ни знаеле дека постојат. Истото се случи и со Тиквешкото езеро, со планинскиот масив Кожув, со селата во Подкожувјето. Заборавив да спомнам дека во проектот виртуелен музеј на културното наследство ќе бидат опфанати и сите пештери кои се наоѓаат на територијата на општина Кавадарци. Така да со намерата на локалната самоуправа и на градоначалникот да се отвори граничниот премин Пулјевац, се планира се она што е битно, што би привлекло туристи, што би изградило туристичка понуда од кај нас од регионот, да се преточи покрај платформата на нова веб страна, која што ќе го има името visitkavadarci.com, каде што стриктно ќе биде наменета за туризам. Значи, едноставно се што имаме во регионов ќе биде ставено таму, покрај онлайн платформата и мобилна апликација која целиме на туристот да му овозможиме пристап до новата технологија, доколку е на некое место каде што е надвор од градот. Значи,
да му посочиме дека тука можете да го правите ова, таму може да го правите она. Во однос на развојот на понатамошните гранки од туризмот се офанати сите, вклучително Теквешкото езеро, Подкоживјето, градот Кавадарци. Целиме да покрај развојот на туризмот ја подигнеме и свеста на граѓаните дека ова е нешто кое што може во иднина да се екзистира. Многу луѓе би рекле зошто се споредувате со Тоскана, Италија. По географска положба сме сосема на исто место, нели, линијски погледнато. Климатските, како се викам, услови се исти, но тие се светлосни, нели, години напред, а ние се уште сме назад. Тоа не е поради фактот дека немаме, поради фактот дека не сме го искористиле. Не сме работеле на користење на тоа што го имаме. Точно. За разлика од претходно, моменталниот пристап на градоначалникот е към Кавадарци на прво место и тоа моментално вродува со плод и е препознаено од граѓаните пред се затоа што се ставаат граѓаните на прво место и према нив се пристапува партнерски со цел локалната самоуправа да биде еден вид само како двигател на нивните идеи, на нивните желби, на нивните потреби едноставно. Се надевам дека ќе имаме можности понатаму да говориме, бидејќи туризмот и туристичката понуда е тема која што секогаш има за што да говориме. Благодарам што бевте дел од серијалот Го сакам Кавадарци. Го сакам Кавадарци. Од наша страна како администрација ќе се потрудиме да бидеме уште подобри. Секогаш критиката е неминовен фактор да не мотивира да бидеме подобри. А доколку ова темпо од страна на градоначалникот се задржи во наредниот период, мислам дека многу од работите што некогаш ни се чинеле дека се невозможни, ќе станат возможни. Нас ни е предизвик условно да го сработиме тоа така да иднината е пред нас и мислам дека не очекуваат многу убави моменти, особено на темата туризам. Благодарам. Благодарам и на вас.